Здруженијето на кавадарци, кое што е едно од најактивните здруженија во Македонија. Меѓу организира голба 4 меч, кој што ги поканува Скопје, Прилеп, Битола, и они нормално се и другите домаќини, значи имаме повеќе средби вакви. Овој пат Здруженијето на кавадарци го организира по повод 15 октомври, тоа е меѓународен ден на белиот стап, символот на слепиот човек. А исто така ние како Национален сојуз денеска ќе искористиме и оваа прилика да одиграме, да демонстрираме и фудбал помеѓу слепите. Ќе има тука повеќе наши слепи кои што играат и голбал и ќе демонстрираме и фудбал. Спортот во принцип значи подобро здравје за се вкупната категорија на луѓе во Република Македонија. Ова посебно се однесува на слепите лица кои што заради својот инвалидитет многу тешко се движат и како резултат на тоа мало движење, нели, најчесто околу 50-те, 60-те години се јавуваат кардиоваскуларни заболувања. Ние како федерација во соработка со Сојузот и со Здруженијата на Република Македонија, значи негуваме спорт за слепи. Денеска, како што кажа нашиот председател, ќе извршиме една презентација на нов спорт за слепи. Ствари не е нов, тоа во бивша Југославија многу се играше, па ние го запоставивме ко Југословенски републики. Сега имаме желба да го вратиме назад. Значи опрема е купена, одредени топки се купени со помош на град Скопје, така да ќе пробаме да направиме една презентација како тоа би го расшириле и меѓу луѓето во Кавадарци, па и во сите општини во Република Македонија каде што постојат нашите здруженија. Иначе голбалот е неверојатно застапен. Од игри минатата недела, значи, имавме презентација на нова игра, исто така тоа е шоудаун или пинг-понг за слепи. Се одржа во Скопје. Интересот за наша среќа беше задоволителен, како за почеток, така да мислам дека со воведување на нови спортови пред се ќе успееме делимично да го заштитиме здравјето на луѓето, а потоа оние што се поквалитетни нека одат и понапред. Мене ми е чест и задоволство што денеска се собравме тука по повод 15 октомври, денот на белиот стап и кој ни е водич на нас слепите лица. Јас морам да кажам најпрво дека ова ние го одржуваме традиционално со години наназад. Иначе нашата екипа, една јавна благодарност од мене лично како председателка, дека долго време се прво место и на државно ниво и на четворомечот, така да и на оваа средба ќе им врачам пехар на екипата. Исто така, јавна благодарност за досегашната успешна соработка со Советот и градоначалникот Александар Панов. Значи, повеќе работи ни се помогнале, добивме и канцеларија, тоа можам да јавно да се заблагодарам, кој до сега немавме. Има повеќе проекти реализирано, исто така да се заблагодарам на другите помагатели кои ни помагаат со години назад ова да се обави.